Водици во Охрид, приказка за деца. Беше студено јануарско утро во Охрид. Езерото беше мирно и тивко, како да спие. Сонцето полека се појавуваше зад планините и ја галеше водата со златна светлина. Луѓе од сите страни одеа кон езерото. Носе шишиња, канчиња и мали садови. Сите доаѓаа со чисто срце и со иста радост. Денес беа водици. Малото момче Климент стоеше покрај баба му. Тој ја гледаше водата со љубопитни очи и тивко ја праша: "Бабо, зошто денес езерото е толку важно?" Баба му се насмевна и му рече: "Денес го славиме денот кога нашиот Господ Исус Христос се крстил во реката Јордан. Од тој ден водата за нас христијаните стана знак на благослов и живот." Свештениците се приближија со крст и свеќи. Луѓето замолкнаа. Се слушаше само тивкиот глас на молитвата и нежното бранување на езерото. Кога молитвата заврши, сите почувствуваа мир во срцето. Како целиот град за миг да застана, да слуша со тишина и почит. Тогаш свештеникот го крена крстот високо и го фрли во студената вода. Крстот блесна на сонцето и потона во езерото. Младите момчиња скокнаа во водата. Езерото се раздвижи, луѓето извикаа радосно, а звоната почнаа да звонат. Едно момче го извади крстот од водата и го подигна високо. Сите ракоплескаа, а радоста се разлеа по целиот брег. Климент ја погледна баба му и рече: "Бабо, дали водата сега е поинаква?" А таа нежно одговори: "Да, чедо, денес водата е осветена и носи благослов." Баба му наполни мало шише со вода. "Оваа вода ја носиме дома за благослов, за здравје, за мир и за љубов," му рече таа. Климент внимателно го држеше шишето како да чува мало богатство. И тогаш разбра дека водици е празник на добрината, верата и љубовта. Езерото повторно беше тивко, но во срцата на луѓето остануваше светлина. И така, секоја година на водици, Охрид раскажува иста, но секогаш нова приказна. Светло приказна за деца.